Се враќаме назад во студио 1 после информациите од мојата колешка Елена Джугуманова. Сега кажувам една кампања која започна, или Тани Трегој, да не заборавам дека беше кампањата започната на двата јазика, сега кажувам и Тани Трегој на албански. Кампања која започна по падот на Харви Вајнстајн, големиот продуцентски магнат од Холивуд, по обвинувањата дека ја злоупотребил својата положба, па злоупотребувал дел од своите колешки и колеги. Во Македонија таа мрежа започна непосредно по кампањата Me Too или И јас по Златен глобус, а на таа тема гостинка во студио 1 е Ивана Драгшиќ, која е социолог. Ивана, добре дојде. Здраво, фала на поканата. Дали беше неопходна токму, дали тригерот беше токму таа кампања после падот на Вајнстин, бидејќи откако почна кампањата и откако се отворија луѓето, најчесто жени, нели? Гледаме дека проблемите датирале години наназад. Зошто се чекало толку време за да се крене гласот? Па Владко, Me Too секако беше искористено како инспирација за тоа да направиме нешто, меѓутоа тригер многу повеќе беше беа две работи. Едната е недостатокот на во тој даден момент на таква реакција, да речеме ние со моите другарки соборнички се прашувавме дали ќе има ваква реакција кај нас, можеби во новинарскиот свет, можеби исто во актерскиот свет и така натаму. И немаше, отсуствуваше. Свативме дека тоа треба да бидеме ние. Тоа беше едниот тригер, а другиот тригер беше реакцијата на машката популација околу нас. Значи, воопшто ја немавме ние отворено нашата локална тема и нашите приказни, а веќе реакциите на мажите што не обкружува, и блиски, и не толку блиски, беа застрашувачки, на моменти и смешни и абсурдни, меѓутоа тоа беше тригерот. А зошто дури сега Me Too како хаштаг и воопшто како иницијатива постои многу години пред воопшто да се отвори скандалот со Харви Вајнштајн, го има отворено една друга госпоѓа, Тарана Уилсон, едно 10 години предходно, меѓутоа стана популарен поради тоа што го применија неколку популарни бели глумици од Холивуд. Меѓутоа И познати секако, да. Тема која што ја третира и BBC, CNN и најголемите. Да, меѓутоа сакам да кажам дека и покрај тоа што тоа е една тема која што ја започнала некоја не толку позната црнкиња активистка во Америка, дури после 10 години ја популаризираат холивудски глумици, што беше, да речеме, една од линиите на критика кој што целиот мувмент, целата иницијатива ги повлече, на себе ги привлече. Предпоставувам, бидејќи во организација, условно кажано, на таа кампања сте неколку жени кои што веднаш откако беа обелоденети некои од случувањата во минатото, дека сте разговарале и за повратната реакција која што сте ја добиле. Има ли абсурдни пораки, има ли пораки на исмејување, пораки кои што ве осудувале барем тие кои што сте ја започнале оваа кампања? Апсолутно има, и тоа е една од основните причини зошто воопшто жените, а потоа и жртвите, не истапуваат да кажат дека ни се случило такво нешто. Како што реков, ние веќе се соочивме со одреден бран реакции на машката популација кога излезе Me Too прво во странските медиуми, во странските средини и општества. И во многуте наврати кога седевме и дискутиравме пред да дојде тој 16 јануари, пред да се соголиме и ние со нашите приказни, многу често дискутиравме за тоа на каков фидбек ќе наидеме. Меѓутоа, морам да признам дека еден од главните механизми со кои што уште на почеток се справувавме со, има еден англиски збор shitstorm, што ни следува, да не го преведувам. Олуја, би рекола. Олуја на фекалии. Меѓутоа, механизмот со кој што се справувавме со тоа беше дека дека е неизбежно, дека е тоа основен дел од целиот овој процес, односно дека е причина заради која што не се случува истапувањето на жените и дека се чувствуваме моќно бидејќи удираме точно таму. Имаше профили на многу познати новинарки, на познати писателки, на активистки, на глумици, кои што се охрабрија веднаш откако започна кампањата и
кажаа за своите случувања. Меѓутоа, дали има некој кој што токму оваа кампања ја сватил како организација, зборам од луѓето кои што можеби немаат пристап до медиумите, немаат пристап да се слушне нивниот глас, да од вас побараат некаков вид на заштита? Дефинитивно да. Секако тоа е посредувано со социјалните мрежи, заради тоа што ние таму настапивме, заради тоа што виралноста е само таму достапна во овој момент и заради тоа што ова е комплетно доброволна, волонтерска, другарска активност помеѓу мене и моите другарки и едноставно немавме други начини во овој момент да речеме да посегнеме кон други девојки, девојчиња и жени. Меѓутоа и на овој начин до нас стигна многу мејлови, приказни, контакти од девојки кои што сакаат да споделат својата приказна, меѓутоа не замолија нас да ја споделиме, бидејќи се уште дури и како измислена приказна им беше незгодно или страв да ги споделат. Се соочуваат со предрасуди и стигна. Да. И воопшто, кај некој од нив, воопшто отварањето на темата и дискутирањето на таа тема и поддржувањето на некој што има таков став беше проблематично. Така да до нас стигна доста апели, доста обиди за искомуницирање на истото. Бидејќи жртвата кога поминува низ едно нешто такво е доста осамена. Реков и кога ќе се одлучи да истапи повторно осамена, бидејќи не се соочува со емпатија, со поддршка, со отпочнување на некаков процес на разбирање и борење со последиците од таа случка, туку се соочува со напад од прашања. Кога сме повеќе, кога го споделуваме тоа, некако им олеснува на луѓето да споделат, бидејќи гледаат дека за секој контракоментар што ќе го добиваат уште 6 до 10 коментари од нас, односно поддршка од нас. И мислам дека дури и тие кои што не контактира и не сакаа да или не можеле да истапат, кога гледа како се случува таа некаква симбиотичка активност на бранење и поддржување, дека имало и такви кои што и поради тоа истапиле. Луѓето кога немаат простор за да се чуе нивниот глас, најчесто прво се плашат од себе си, велам од себе си бидејќи стравуваат како би коментирале сите околу нив. Дали од овие случаи кои што од пак ќе речам обичните луѓе, не толку познатите, кои што сте ги добиле, дали еден досега е судски процесуиран? Не, во случајот на сега кажувам, во случајот на приказните отворени со сега кажувам, секако дека не е отворен ни еден случај. Меѓутоа, во целиот тој бран, секако дека се случија поврзувања некои од моите другарки кои што учествуваа во оваа иницијатива работат професионално токму на оваа тема. Помош, згрижување на жртви на домашно, семејно, сексуално насилство. И така да секако дека овој бран исповеди сите оние работи кои што следуваа после тоа медиското внимание и целиот моментум, го искористија одредени жени жртви на насилство да искомуницираат со оние мои другарки кои што се бават со овие теми и веројатно таму течат некои процеси. Сепак тоа се осетливи теми и случаи и се случуваат некаде таму во позадината. Како социолог, колку е тенка линијата помеѓу флертот и малтретирањето? Бидејќи тенка е линијата кога луѓето би рекле ова е флерт, а ова е малтретирање. Па јас би рекла дека е многу јасна линијата помеѓу флертот и малтретирањето. Се работи... Зборуваме за најразлични видови на малтретирање. Да, може апсолутно, да бидат вербално, може напаствување. Може да биде искриено. Може да биде и демнење. Значи, еден од типовите на сексуално вознемирување на жени е и демнење. Тоа е една од главните причини зошто жени не посетуваат одредени делови на градовите, на јавните простори, зошто не носат одредени видови гардероба и така натаму. Меѓутоа, околу линијава, сакам да кажам дека е доста јасна, бидејќи во едниот случај станува збор за двонасочен процес. Флертување
секако почнува од едната страна, меѓутоа за да биде некаков процес кој што ќе кулминира со нешто, дали со разговор или на крајот со сексуален чин, мора да е повратен процес, додека малтретирањето не е. И навистина беше интересно што во целиот овој бран на сега кажувам имаше многу и мажи, но и жени со синови во некоја осетлива возраст, да речеме тинејџерска, кои што реагира па што е сега ова, како да јас да го учам син ми, па како да се одвара на жени. Чим некој веќе се прашал себе си дали било проблематично неговото однесување или однесувањето на нечив син, тоа е веќе знак дека е преминал линијата на тоа. Како да се стопира, бихевиористички гледано, од социолошка страна, како да се спречи агресијата? Не мора кон женскиот пол, може да биде и кон женскиот, и кон машкиот, и кон луѓето кои што поинаку го дефинираат својот пол, макар и она микроагресија која што постои. Морам да нагласам дека во овој случај она линија и теориска, да речеме и практична, која што ја тераме другарките мои и јас од сега кажувам, е дека сепак се работи за хетеропатриархален модел, значи маскулинитет, секако дека жртвите не се само хетеросексуални жени кои што имаат потенцијал да стапуваат во односи со хетеросексуални мажи, туку станува збор за цел одред жртви. И ние зборуваме за еден вид маскулинистичко општество, општество на машка култура, општество на були култура, култура на подбивање, општество во кое што културата насилничка се оправдува како инхерентна машка култура и дека boys will be boys. Затоа справувањето со ова секако е веројатно долг процес колку што е долга историјата на човештвото, бидејќи според мене, според моите социолошки согледувања, таа е исклучително машка приказна и делувањето би било веројатно многу долго, системско, сплет од социјални, образовни, културни услуги за граѓаните и жителите на една земја, детектирање на прецизни проблеми, бидејќи некаде има пикови во одредени видови на престапи, некаде не, детектирање на таквите проблеми и соодветно справување со нив. Меѓутоа, во наша ситуација, во ситуација во која што сме безмалку немоќни, освен со социјални медиуми, со употреба на јавен простор, може би некоја од нас е и уметница, писателка и така натаму, со пристапот до јавниот, до етерот што го имаме, да постојано да му задаваме удари на тој мачо свет, на таа машка култура, на таа култура која што одобрува да некој кога ќе види девојка која што убаво изгледа на фотографија на Facebook, во инбокс да ја прати фотографија од својот полов орган. Значи, ја напаѓаме токму таа привилегија, токму тоа нешто кое што тие мажи сметаат дека им е дадено само онака заради тоа што се мажи. Тоа се менува со процес на образование, со домашно воспитување и тука не би генерализирал дека машкиот свет се однесува така. Генералното мислење е дека мачо светот сепак вирее на овие простори. За крај, Ивана би те прашал, бидејќи онаа кампања Me Too, која што започна со Харви Вајнстајн, потоа продолжи со Кевин Спейси, еден извонреден актер кој што под кампањата по оние луѓе кои што се охрабрија да зборуваат за него, веќе изгуби голем дел од улогите кои што му беа планирани, голем дел од процесите кои што ги имаше започнато. Продолжи со охрабрување на луѓе, на девојки кои што зборуваа против Доналд Трамп. Сега е машката гимнастичка, женската гимнастичка американска репрезентација. Да, и тие се отворија зборува. Значи, ефектот сепак на некој начин бил постигнат. Со сега кажувам, со Тани Трегој, каков е ефектот и што очекувате? Во вториот, третиот ден некаде откако веќе беа излезени приказните, првото наше прашање ни е што е следно, да не останеме на ова.
и седнавме, решивме ќе земеме од сите наши истражувања, случаи што ги имаме, ќе пишуваме писма до сите министерства. Бевте поддржани од... Меѓутоа, нас вечерта не претркаа. Ние вечерта кога седевме да подготвуваме случај пред надлежните институции, не претркаа неколку министерства кои што искажаа разбирање за проблемот и поддршка за иницијативата. Тоа беше представува одреден мотор, да речеме, за нашата работа и веднаш смисливме дека може би требале да развиеме програми со кои што би влегле во основните и во средните училишта да работиме со девојчињата и девојките на таа возраст, токму на овие теми, бидејќи како што реков, ние ниту сме никаква формална група, организација и така натаму. Остапивме лични контакти со некои истакнати, да речеме, припаднички на политичкиот живот, на естрадата и така натаму. Морам да кажам дека исклучително важно е што хаштаг сега кажуваме нормализиран. Значи тој сега постои, во етерот се употребува. Видов спот на една фолк пејачка која што на YouTube на својот спот го употребила хаштагот, доле споделува некаква приватна приказна. Видов една девојка која што 2-3 дена после хаштагот најави дека формира организација која што ќе се бави со помош на девојки и жени жртви на сексуално насилство и вознемирување. Дури апелиравме и до Министерката за одбрана Шекеринска. Токму во тој некој период припадник на армијата на Македонија доби некое унапредување, а некој откри дека веќе претходно во медиумите се пишувало дека поради сексуално вознемирување на колешка на некој меѓународен проект или соработка бил избркан поради тоа. Министерката тогаш вети дека ќе погледне во случајот. Еве сега ја повикувам да искористи некоја наредна прилика и да ја информира јавноста, особено оној дел од јавноста кој што се ангажираше на оваа тема, што се случува со тој случај. Воглавно останува ние повторно со оние капацитети кои што ги имаме, да ги искористиме и да направиме нешто слично на ова. Нам ни пристапија и доста фондации, странски и домашни, доколку сакаме проектно да работиме на темата, меѓутоа секоја од нас е навистина зафатена со други работи и за сега ќе го сурфаме бранот кој што еве се уште од јануари месец ни дозволува да се појавуваме по медиумите. Младински образовен форум утре организира Engage конференција на која што имате и ваши представнички од сега кажувам. Да, Румена и Ирена Цветковиќ, Румена Божаровска од сега кажувам ќе имаат своје излагање утре таму. Ивана, ти благодарам што беше гостинка во Студио 1. Фала на времето за оваа тема. Ова е наш поклон за твоето гостување во Студио 1. Последното, најновото дело на нашата драга Санта Аргирова. Супер, фала. Едно од моите одличен политички трилер, така, може да го погледнете. Фала, Ептен. По кратката пауза се враќаме